Македонија, ви посакувам убаво утро и секако ве поканувам во продолжение да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата соговорничка. Денеска сме на гости во еден убав многу салон. Моја соговорничка ќе биде Симона Салтирова, со која што ќе позборуваме за совети, за шминка, бидејќи влегуваме во период на многу убави прослави, матури, свадби, па верувам дека таа е сосема одговорна и професионална во сето она кое што ќе го сподели како совет со нас. Добро утро, Симона, и добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, Вера, и ве поздравувам сите, добро дојдовте исто во мојот салон. Така, ти благодарам многу. Најведе како што кажав, овој период ни е полн со најразлични прослави, не се само тука матурите и свадбите, но секако се убави моменти кои што луѓето сакаат нели да изгледаат во тие моменти најгламурозно, најубаво и дотерано. Каква шминка и фризура најмногу барат матурантките токму во оваа сезона? Така, обично оваа сезона малку се поразлична од минатата, морам да кажам, заради тоа што минатата баш беше исклучително нежна шминка, дури природно доста онака нежен, доста лук, а оваа година некако се потака софистицирано, малце погламурозно, малце полуксузен изглед, меѓутоа не е без премногу контури, без премногу шминка, да речеме, меѓутоа пак има некои нагласени очи, нагласени усни, исто и за косата, сакаат некои меки, убави локни, таласести, не нешто премногу, меѓутоа за разлика од лани, доста беше лани многу застапен ептен природниот изглед, сега оваа година имаме некој така баш софт глам лук што многу ме радува. Кои од боите, да речеме, се условно кажано популарни во оваа сезона на палета на бои, дека гледаме во однос на облеката и модата, тоа се некои пастелни бои. Кога станува збор за шминката, кои бои се сега, да речеме, ите во тренд или она што најмногу се бара? Најмногу секогаш се бара и секогаш останува како најсейф варијанта нюд боите. Секогаш ги бираат и девојките, бираат нюд лип обично или некои нежни браун нијанси, сивкасти тонови, нешто на црно можеби или нешто така розе пинк. Секогаш така во склад да биде со облеката, обично најсейф варијантата е нешто што често го работам и финото искрено на сите. Доколку не се некои девојки што често одат на шминкање, често носат шминка, фризура, тоалети, најбаво искрено со некој нюд изглед да се избере. Колку сте смели да пробаат некој нов изглед, токму за, да речеме, настано за кој што дошле и сакаат да се подготват, или едноставно па и го слушаат твојот совет кога ќе кажеш на некој од нив дека едноставно тоа кое што го бара нема да и прилега? Смели се, има доста, поретки, мислам, пак ќе кажам, меѓутоа не е дека воопшто ги нема девојки, има некои што сакаат така буквално некој јак ајлајнер, блу боја, некој електрик или некои усни што се така purple, pink, така што сакаат, или некој доста јак блаш носат, или на пример исто ќе изберат тука и во салонот и фризура, некоја поексцентрична па со плетенчиња, имаме некој баш како и самурај лук. Така. Имаше баш интересни, има смели девојки, меѓутоа не е цело време. Значи има поретки се и доаѓаат, зависи и колку им дозволува и приликата, нели, и фустанот што го носат. А за верување, обично веруваат. Искрено верувам дека тоа е со годините работа, доаѓаат и кажуваат, верувам на тебе, слушнав, обично, нели, често работам со клиенти што првпат доаѓаат, можеби некогаш и првпат се шминкаат, самите знаат, верувам во тебе, ти препуштам како мислиш така. Меѓутоа не се случува и ретко, не е често, сам да кажам, не е ретко да кажеме нешто, например, ај викам ќе пробам нешто, да направиме, па како ќе изгледа. Па ако треба некој ќе избришеме шминка, нели може да се игра, за тоа е убавината на оваа професија. Така е. А кога станува збор за невестите и свадбите, кој тренд е застапен оваа година и кај тој мејкап лук? Оваа година, обично кај невестите искрено нема премногу трендови следење. Скоро секогаш еден безвременски изглед, некој луксузен, софистициран, елегантен, сакаат да се личат на себе си, да често и некои невести се некои што на пример не преферираат ни воопшто да се шминкаат, нели за некои други свадби и сакаат дента да се личат сами на себе. Меѓутоа нели имаме и клиенти што си доаѓаат цело време за мејкап и кога ќе дојде време да бидат свадби, пак избираат нешто нежно, што така светло, прозрачно, убаво. Меѓутоа пак нели да трае цела вечер, да трае цела вечер, да трае на слики да се гледа. Меѓутоа морам да кажам безвременски некој така луксузен изглед, да е со стил, одмерено и нели да не пренагласува сега вечерта сите да се загледуваат во шминката или во косата, нели, да биде во склад со целата венчаница. Така. Дали постоите правило на некој начин како да се избере шминка според фустанот и според фризурата?
правило. Можеби би рекла дека, например, ако фустанот, речеме, што го носи, или костим, нешто елегантно што носи за коктел, забава, свадба, било што, доколку е премногу минимален и доколку клиентката е смела и сака да изгледа малку поразлично, onda тогаш одиме со некој појак изглед, може нешто подраматично, коста може да е подраматично изразена, зависи од цртите на девојката, зависи од низината, ајде да речем харизма, енергија, колку е спремна тој ден да носи. А кога имаме некој си појака, облека, гардероба, тогаш гледаме нешто да е по-минимал или не премногу, туку да оди. Ако е медиум, например, изразен, да бидат медиум очите, медиум косата, да бидат во склад. Не треба да се претерува во секој случај. Мислам дека македонките добро се облекуваат, добро се носат, мислам дека има некој убав европски стил, да речем. Така. Она кое што е исто така важно, бидејќи доаѓа и потопол период и сакаме шминката да ни трае, што се вели, не само цел ден, туку цела вечер, а каде што луѓето се активни играат. Постојат ли некои трикови со што, да речеме, ќе е возможно шминката да подолго трае, да едноставно не се разле и да останат убави во текот на целата вечер? Има, како не. Летото е обично како доаѓаат жените и баш онака за нас предизвик заради тоа што не сакаат да имаат премногу пудра, се нервираат, нели жешко е, се потиме, не сакаат да се чувствуваат, да речеме така како затнато со маска, меѓутоа од друга страна па треба нешто што трае. Па тука се користиме со разни техники на слоевито нанесување, со фиксатори, со некои бираме да речеме. Тоа секогаш сме имали убава козметика во салонот, меѓутоа повеќе се осврнуваме на некоја што е поспремна за тој период, што е тенка, издржлива, така кога ќе ставиш како тетоважа, што не е трансфер фри. Сега малку речникот ми е за тие македонски, како да кажам, интернационални се обично од мејкапот, да. Има техники, се користиме, и добро поминуваме. Скоро секоја сезона имаме пофални клиенти. Да, ти благодарам многу, Симона, што денеска ни беше домакинка тука во твојот салон и што ни ги сподели овие совети, особено за подочњаците. Верувам дека ќе биде добродојдена кај нашите дами и оние кои што не следат. Ти посакувам многу успех во работата и да се гледаме за убави работи да споделуваме. Така е, Вера, благодарам многу уште еднаш, благодарам што дојдовте, благодарам на приликата што ме земавте за совет и ви посакувам секое добро. Се гледаме пак. Така се гледаме повторно. Како што кажа, верувам дека овие совети навистина беа добродојдени, но доколку се размислувате што да направите, имате некоја прослава, ви е потребна консултација, ве повелете кај Симона во салонот и верувам дека ќе добиете одличен совет, а секако и шминка и фризура. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.